госпоѓа Екатерина Захариева, јас и посекав добре дојде. Ние веќе и повеќе пати сме се сретнале, имавме топли разговори, искрени разговори околу тоа како гледаме на развивањето на едни европски општества, вклучително во Република Бугарија, која што ја има таа предност во однос на нашата држава, дека е членка на Европската Унија, а нашиот сон и нашата тенденција, интенција е тоа допрва да станеме. Ги користиме вашите искуства околу тоа, околу тој пат по кој што вие веќе го изодивте и се етаблиравте во една европска заедница. Јас се надевам дека и ние наскоро ќе ви се приклучиме и ќе можеме да остваруваме со многу поголем потенцијал вакви проекти кои што и самата заедница таму ќе ни дозволи. Ова е еден проект кој што гледате и сами, јас сметам дека е прилично успешен, очигледно е дека изгледа добро за еден краток период, иако овој објект имаше некои искушенја, бидејќи беше под одредени заштитни норми кои што требаше да се задоволат, меѓутоа мислам дека успеавме да го доведеме во една фаза во која што може да се употреби, токму за оние категории за кои што и општина Струмица е посветена, а гледам дека и владата на Република Бугарија доста посветува внимание, тоа се нашите сограѓани со попреченост од било која област. Мислам дека ќе добијат убави простории во кои што ќе можат да ги остварат својата инвентивност, својот начин на делување, своето влијание врз општеството со цел да биде и својата инклузивност во општеството со која ќе не направи и нас сите и нашето општество поквалитетно, со поголемо разбирање кон овие категории на луѓе, бидејќи мислиме дека во тој процес можеме уште многу да направиме. Тоа е интенцијата и на модерна Европа, на Република Бугарија, на нашата држава и во тој правец се движиме. Еве, користам една прилика да изразам голема благодарност до владата на Република Бугарија. Ова е практично едно продолжение на еден проект кој започна токму како што рековте пред отприлика една година, кога со подарувањето на едно возило токму за оваа категорија на луѓе, опремено за луѓето со попреченост, кое веќе е во функција и од кое што се гледат многу големи бенефити и мислам дека и многу големо задоволство кај една категорија на луѓе, кое што беше пред една година. Еве, ова е вториот дел од оваа наша соработка. Со вредноста која што вие ја спомнавте, успеавме да опремиме простории кои што ги гледате и кои што ќе послужат на овие категории да можат да бидат поуспешни во делувањето во ова наше општество. Јас навистина благодарам. Возилото лично вашиот премиер го врачи, добро рековте на премиерот Заев, и јас бев присутен тука, беше задоволство. И можем да ви кажем дека тој и лично проба дали функционира во тој момент и се увери дека функционира. Така беа пријатни моменти. Така е, нашите советници кои се сега тука присутни, како и дел од вашите советници, беа присутни на таа средба и беше едно пријатно задоволство кое се надевам дека и сум уверен дека и во иднина ќе продолжи со уште поголем интензитет.